возот тргна на време во 22:30. Во текот на возењето кај Кадина река, возот застана и ние бевме приморани да чекаме 3 часа. Така да не стегнавме во Велес на 27.2017 година, во 3 часот наутро, а требаше да стигнеме во 23:30 на 19.7.2017 година. Инаку во текот на нашето чекање, без да бидеме информирани за која е причината, времето за кога возот ќе тргне и времето на нашето чекање, се случија многу непријатни работи. Односно, постоеше голем револт и незадоволство кај патниците. Дури една млада девојка од 19 години колабрираше. И поради таа причина, што е под медицинска терапија, а терапијата немала со себе, бидејќи очекувала дека ќе стигне на време дома да ја прими. Никој од службените лица на МЖ Транспорт, кој беа во возот, не можеше дури да понуди вода, се со цел да ја се помогне на младата девојка. Затоа, го замолувам господинот министер, во рамките на неговите надлежности, да ги превземе сите законски мерки за расчистување на овој случај, санкции и бараме да сносат одговорност директорот на Македонски железници и негово разрешување, се со цел да дојде постабилен директор кој ќе воведе нови реформи и давање на подобри услуги на патниците. Зашто ова не е прв пат да се случува, туку напротив ова се случува многу често. Тоа ни го потврди и може да го потврди и кондукторот. Исто така сакам да ве информирам и дека најголем револт меѓу групата патници се појави бидејќи ниедно службено лице од МЖТ не се јави за да се извини за овој немил случај, што го свативме како крајно понижување и подценување. Ни даваа лажна надеж. Сега ќе тргнеме за 5 минути. Сега ќе тргнеме за 10 минути. Сега ќе тргнеме за 15 минути. И така поминаа 3 часа со лажна надеж. Мислам дека ова не го заслужуваме. Дали воопшто се обидовте вие како патници да исконтактирате некој од МЖ Транспорт? Ние како патници, јас се обидов да исконтактирам, но не можев никој да го добијам од надлежните. Дали мислите дека има разврска сето ова, колкава група на граѓани сте, колку лица бевте во возот? Вака. Ние бевме 22 во возот. Еве ги сите револтирани граѓани оставија телефонски број со име и презиме. Зашто и да затреба за да го потврдат случајот.